Добар ден, почитувани, ова е уште една нова телма амбуланта. Кога ќе почувствуваме болка во грбот, обично помислуваме дека сме истегнале мускул или пак дека имаме повреда или пак некаков проблем со рбетот. Но лекарите предупредуваат дека непријатната болка во грбот може да биде последица на некаков проблем со бубрегот. Па како изгледа бубрежната болка? Се разликува ли болката што потекнува од каменот што се спушта од бубрегот и она која што е резултат на воспаление, односно некаква инфекција на бубрегот? Зошто е толку силна болката која што произлегува од исфрлањето на камен од бубрегот? Ќе ја запрашаме денешната гостинка, доктор Елена Бабалј-Бансколиева, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по нефрологија во Дијамет. Разговорот ќе го проследите по рекламниот блок, затоа останете на телма. Како се препознава болката во бубрегот? Што значи бубрежна болка? Ќе запрашаме денешната гостинка, доктор Елена Бабалј-Бансколиева, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по нефрологија од специјалната болница по нефрологија и дијализа Димет Медикал. Добар ден, дојдовте во студијата. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Кога ќе почувствуваме болка во грбот, како да знаеме дали таа потекнува од рбетниот столб, од некаква повреда на рбетот или пак некоја деформација и без разлика истегнат мускул, или пак се работи за болка од бубрегот? Па многу интересно прашање пред се, заради тоа што често пати се соочуваме со таа проблематика, пациентот доаѓа и се жали на некаков си тип на болка која што се наоѓа во тој заден дел од грбот, така ја опишуваат. Имам болка во пределот на грбот. Но локацијата на болката многу значи и дефинира за да можеме ние да го определиме и типот на болката, за да можеме да определиме од прилика за што би можело да станува збор. Кога би станувало збор за некаков тип на, да речеме, лумбална болка или пак некоја болка од торакалниот дел, тоа е делот на, нели баш рбетот. Точно да објаснам кај рбетот, болката е поповршинска. Значи таа може да биде и обострана, да притиска како еден обрач пациентот да го осеќа. Со положба, дали налево или надесно, малце ако се поднамести, може да исчезне. Значи, место положбата на пациентот, ако станува збор за таков тип на болка, често пати ја губи болката. Што се однесува пак до другиот тип на болка, ако веќе дефинираме, нели бараме дали е тоа и бубрежна болка во нашиот контекст, тогаш таа болка е многу подлабока, пациентот ја осеќа многу појако, и обично е лоцирана во пределот од долното ребро до пределот на како му доаѓа карличната коска. Значи во тој еден сегмент е лоцирана болката. И таа болка, како што реков, е со појак интензитет, може да биде и потапа, зависно нели за кој е причинителот на самата болка од бубрежното потекло, и некогаш болката може да иридира, односно така народно кажано да прошета, односно да се спушти надоле, да иде према препоните, значи да се добие како препонска болка, или пак да се рефлектира надоле према тестисите или лабиите, односно усниците на вагината кај жените. Сега, дали ова болка кога станува збор за бубрежна болка е константна или е минлива? Дали е пулсирачка, дали е тапа или е остра? Има ли некои карактеристики што можете да ги наведете? Па имам, буквално, како што напоменав, пред се зависи што ја предизвикува. Еве ако напоменеме дека е болката камен во бубрек, таа е со многу јак интензитет. Често пати пациентите се пропратени со нагон за повраќање и повраќање. Една дифузна абдоминална болка покрај болката која што е во одредената славинска регија каде што пациентот ја опишува. Често пати болката може да биде и околу папокот лоцирана. Болката е од типот на пулсирачки карактер, значи пушта и стега, се зависно од тоа дали каменот веќе тргнал по патот према каналите или пак е некаде заглавен. Доколку е заглавен, таа е најјакиот тип на болка, затоа што болката буквално каде што имаме дополнителен спазам, односно стегање на самиот
канален систем, се рефлектира и со задршка на урина, која што урина се враќа назад према самите бубрези и прави една дистензија, односно прави едно ширење на самата капсула на бубрегот, каде што болката е уште со појак интензитет. Тогаш што тој така наречен застој на бубрегот, кој ќе кажеме и ние лекарите дека има застој, тој е всушност тоа. А доколку болката е на пример од типот на обичен песок, еве да речеме, каде што не секој камен нели мора да предизвика и застој, можеби каменот и да биде со помала димензија и да има по-лесен тек на нештата, значи да не запре некаде. Тогаш болката е присутна само додека каменот поминува низ тој сегмент, односно доколку поминува низ бубрегот, уринарните патишта, додека да се симне во бешика. И поминува, односно вика дека како што ќе дојде болката, така и исчезнува. И тоа навистина е така, доколку не запре некаде. Ако запре, веќе текот на нештата е малце поинаков. Докторке, доколку каменот е мирен и се наоѓа во бубрегот, ќе создаде ли болка? Не. Значи, често пати имат пациенти кои што се асимптоматски и всушност не ни знаат дека имаат камен и го откриваат на една рутинска контрола. Да, најчесто на систематски преглед пациентите ги откриваат и кога им кажеме дека имаат камен, тие се просто чудно невидени, нели, пошто немаат никаков симптом. И анамнестички ако почнеме да ги потпрашуваме, ама дали пиете вода, па добиваме податок, па не пием веќе вода. Значи најчесто кај луѓе кои што многу работат, на пример, кои што не се хидрира, да, каде што настанува една хиперконцентрација на самата урина, пошто тоа е всушност причината за настанувањето на еден камен, не ни приметуваат. Така да додека тој не тргне некаде да оди, нема ни да знаат дека имаат, или ако тие не направат некој рутински преглед, нема ни да знаат дека имаат. Вела дека болката од каменот што се изфрла од бубрезите е едно од најсилните што човекот може да ја почувствува. На скала од 1 до 10, колкава може да биде? Па јас би ја ставила, би ја споредила, пошто така ја споредуваат и пациентите со, поготово па жените, во овој контекст со родилна болка. Значи, тоа значи дека има висок интензитет, затоа што буквално, ова го кажам, овој тип на болка го кажаме буквално кога каменот е тргнат, иако е со поголем диаметар, и доколку запре некаде, а при тоа ја гребе целата, ако е со остри ивици, значи има како иглички на него, при неговото поминување тој всушност ја гребе и целата слузница внатре, така да интензитетот на болката е уште многу појачан од таа една жаречка болка, една болка која што е проследена со нагон на повраќање, дополнителен нагон за уринирање, значи фреквентно мокрење, каде што пациентот има буквално нагон дека ќе мокре, всушност може и некогаш и да измокри само една мала количина на урина. Така да јачината е релативно, за мажите не може да го кажат истото, ама жените буквално кажуваат дека таа иста со родилни болки. Таа компарација, таа споредба. А дали јачината на болката што се јавува при сфрлање на камен од бубрегот е право пропорционална со големината на каменот? Дали поголем камен боли повеќе при сфрлање во споредба со помалите? Пак ќе кажам дека е суставот на каменот многу битен, односно каков дали тој има каква е неговата површина? Да, површина, на тоа мислев, да. Значи доколку има ивици, дали е фино обликуван, дали е има мазни каменчиња, значи јас баш и неодамна имав пациентка која што го имаше измокрено каменот и беше толку мазен што буквално како бомбонче тик-ток, тик-так како и да се вика, буквално така. И таа не ни осетила, само слушнала дека чукнало нешто кога се измокрела. А некогаш сум кај повеќето од пациентите, тие имаат баш такви како игличиња на нив и како што напоменав при нивното поминување гребат. А големината на каменот, значи големите камени обично тие не ни тргаат. Значи тој е толку заглавен таму каде што најчесто треба да се раскрши, значи да се правела некоја интервенција или пак мал сегмент од него да се подкрши, па тој да тргне. А обично и големите камења не се решаваат исклучиво или хируршки или со литотрипсија, ултразвучно отстранување на истото. А тие помалицките што се, тие кои ќе тргнат, ако диаметарот е нели поголем во однос на каналот каде што треба да поминат, богаме тие и како прават проблем. Сега, местоположбата на болката претпоставувам се менува од локацијата на каменот. Како што се спушта каменот, но доколку создава застој, доколку се задржува урина, тогаш болката ќе се перзистира горе во бубрегот? Да, ќе перзистира во бубрегот, баш заради тој момент што напоменав, настанува едно самата капсула на бубрегот, пошто бубрегот е увиткан со една капсула, таа се дистендира, односно тоа е исто како еден балон кој што го полните со вода, а од друга страна имате еден
еден калап во кој што е ставен и тоа е толку, не може повеќе од тоа. И таа болка е, бубрегот е орган кој што е високо инервиран, односно има нервни симпатички завршетоци, каде што реагираат многу на, како и сите висцерални органи, односно сите органи кои што се во абдоминалната шуплина, реагираат на таков интензитет на болка. И колку време оваа болка може да обстојува? Буквално индивидуално, може да трае од неколку часа до неколку денови. Значи се зависно што се прави со каменот. Може да трае, да речеме, 1 месец доколку каменот е заглавен и не се спушта? Не, месец дена би се интервенирало секако претходно пред да дојде до толка временски период, доколку е каменот прави голема обструкција, односно прави голем застој, би требало да се интервенира, затоа што секој дополнителен притисок на самите бубрези доведува и до одреден степен на оштетување. Затоа таквите состојби, ако гледаме дека за некои 2 недели немаме дезобструкција, односно каменот не се каналот не се соодветната терапија која што е дадена не допринела до негова релаксација и спуштање на каменот или измокрување, може да дојде во бешика и тука и да остане, значи дека пациентот мора да го измокри, тогаш е во ред, значи се настанало релаксирање на самиот бубрек, но во сите други случаеви би требало да се интервенира. Кога ќе се најде каменот во бешиката, односно во мочниот меур, дали болката во бубрегот сосема ќе исчезне? И дали потоа ќе се јави некоја нова болка? Болка во мочниот меур? Да, болката во бубрегот ќе исчезне, точно. Тука после ќе се јави една друг тип на болка, која што не е со истиот интензитет. Мислам, присутна е, да речеме дека ако болката во бубрегот е со јак интензитет, да речеме дека е со некаде среден интензитет, се разбира кај мажите може да биде и многу појака, затоа што заради каналниот систем, па тука имаат они поголем проблем, затоа што камчето ако тргне од бешиката и преминува веќе на уретрата, има потесен е каналот и може да имаат поголем број на тешкоти и болката да биде со поинтензивен карактер, зашто и тука поминува и повторно и тука гребе низ каналниот систем. Но да одговорам на прашањето, да, болката се намалува, односно ќе го изгуби тој интензитет, таа ќе биде се уште присутна, ама не со такав интензитет. Може да имитира, да речеме, болка на циститис, на воспален мочен меур, па многу да се често, многу често и пациентите го мешаат. Да, чисто мокрење. Како што напоменав, ќе има чувство дека им се мокри, но некогаш и не можат да измократ. Може да имаат крв, што не може да го ствари во најголем број случаи. Секогаш ќе има крв? Па најчесто да. Може би нема да биде макроскопско, значи видливо Но кој ќе направите теста анализа, со тест на анализа лабораториска ќе се види дека има присуство на крв и тоа е еден од знаците кои што нас горе-доле диагностички, мислам, не ни е секогаш релевантно дека да, тогаш имаме камен или на ултразвук ќе го видиме дека е присутен каменот, но дека всушност станува збор за некаков си тип на уринарна, дали инфекција, дали е уринарна обструкција, дали било што од уринарниот систем, што би разликувала можеби од некаков друг тип на болка, например болка во јајник, болка во апендикс, слепо црево, во таа регија. Тоа беше моето следно прашање, што ако било каков друг тип на каменот се спушти во каналот на десната страна и создава болка не е типична. Значи нема во бубрегот, но има во десната страна на стомакот. Може ли да се измеша, да речеме, со воспаление на слепо црево или пак со јајник? Може да се измеша, затоа што од нас лекарите не може да се измеша, пошто постојат многу јасни диагностички критериуми по кои што ние можеме да го препознаеме истото, но кај пациентот да. Првото нешто што ќе име, ако е жена во прашање, ќе помисли дали може би е јајник, па болката се проектира на истото место, па може би да биде и слепо црево, ако каменот, например, ако е баш во тој дел на свиокот према навлегувањето во мочниот меур. Но сепак, како што кажав, диагностичките критериуми се тие кои што нас ќе него олеснат истото. Значи, доколку станува збор за слепо црево, си има посебен тест кој што се прегледува пациентот и болката е доста типична доколку станува збор за слепо црево, односно воспалено слепо црево. И исто така лабораториските анализи кои што идат во прилог на тоа. Доколку станува збор за јајник, со ултразвукот се диагностицира. Значи, можеме да видиме дека има, например,
дали е тип на овулаторна циста, дали е било каков тип на циста, која што може во тој период нели да се погодил периодот на жената кога е во период на овулација, кој што може да имитира истата болка. Но по интензитет малце се разликуваат. Значи бубрежната болка е се што е поврзано со уринарните патишта е појак интензитет на болка, например за разлика од болка во јајник. Таа е пак потапава болка, присутна е, ама не е со доколку станува збор нешто за поизразено нешто што е со јајникот, секако дека ќе има и појак интензитет на болка, но зборувам за обична овулаторна циста или фоликул или пак цистична нека формација на самиот јајник. Доктор Кејако, каменот е заглавен на левата страна на истото место. Има нешто што може да имитира? Да, тука најчесто се поврзани со болките на дебелото црево. Обично имаме пациенти кои што имаат обстипација и често пати имаат и болка. Пример во долниот дел од абдоменот, во подолжината на левата флексура или подолжината на левиот колон, односно на левата страна од дебелото црево, каде што тој застој предизвикува и болка. Но пак тој тип на болка пак е различен, да. По интензитетот? По интензитетот, да, по јачината на болката е различна. Мислам дека бубрежната болка буквално не може да се спореди со никаков тип на болка. Они што минале низ едно такво искуство, точно знаат дека точно знаат и си ги препознаваат симптомите дека станува збор за бубрежна болка. Дури ми пациенти ќе кажат, јас знам дека имам камења, но овој пат ова не е тој тип на болка. Значи знаат веќе да го диференцираат тој момент. Кога ќе се јават на лекар пациентите кои што се сомневаат дека имаат камен во бубрек или пак докторот се сомнева за такво нешто, дали веднаш се прави она проверка со удар во слабината? Да, тоа е првото нешто што се прави, точно така. Значи удар во тоа можеме и дома да направиме, така? Тоа можеме и дома да го направиме. Дали е тоа сигурен индикатор дека се работи за бубрежна болка, доколку при тој удар се почувствува таква една длабока непријатна болка? Тоа е првиот тест кој што ние го правиме. Значи тоа се нарекува така наречено сукусио реналис. Значи тоа е проверка на осетливоста на бубрекот. Доколку станува збор за да речеме воспалителен процес на самиот бубрек или застој или било каква уринарна инфекција која што се качила нагоре на бубрекот, со самиот удар пациентот многу бурно реагира. Значи одма знае да каже дека го боли, дека тоа не е силен удар, ама со ударот кога ние ќе го направиме, он ја осеќа болката и може да направи разлика лево или десно помалку или повеќе го боли. За разлика, например, ако пациентот има болка во кичма, пак да се навратиме на истата болка, кога ќе го удрите во тој предел, тој не реагира. Да, ќе каже имам болка, ама не ме боли. Ударот не го осеќам. А за секој друг начин на тип на болка, баш заради таа една дистензија на самата капсула, пациентите реагираат доста поуморно. По исфрлањето на каменот, дали болката сосема ќе исчезне? Да. Ако болката е поврзана само со минување на каменот и нема накалемено секундарно уринарна инфекција, да, во секој случај ќе се смири и буквално како ништо да не се случило. Мислам и докако пациентот дури го измокри, тоа е како завршена приказка. А доколку нели на сето тоа се накалеми дополнителна уринарна инфекција, тогаш влегуваме во втора фаза, каде што пациентот веќе има нов тип на болка, која што не е со тој интензитет, ама е повторна болка. Ќе опишеме и таа болка, само би ве прашала за песок во бубрегот. Ако каменот создава болка, бидејќи прави некакви нарушувања во гребење на патиштата, кога се исфрла, тогаш зошто песокот би создал силна болка? Песокот, пак ја разграничам, не е иста болката како песок и камен. Значи, песокот пациентите го осеќаат, ама не е со такав интензитет. Значи, тој тип на болка е пулсирачки. Повеќе, затоа што како некој страно тело дека треба да се исфрли од телото. И е баш стега пушта. А за разлика од другиот тип на болка, тој држи, буквално држи, пациентот не може воздух да земе, некогаш зафаќа и принудна положба во каде што се наоѓа. Тој сушност е една главната карактеристика каде што место положбата не ја минува јачината на болката. Не помага ништо. Буквално пациентот може да легне на земја и да стои во една положба, ништо нема да се промени. Се додека не се земе некоја терапија. Да, се додека не се земе. Дури некогаш и аналгетската терапија која што се дава или спазмолитиците или се друго, не делува. Едноставно не делува.
Мислам, пациентот додека не го помине тој процес, додека не се бар малце во повеќе релаксира тој канал за да нели да настане некое протекување на урина, пациентот болките нема да престанат. Некогаш сме се случували инфузии течат и давање на терапија, и еден и втор аналгетик и се буквално некогаш знае да не се смири точно Им така. советувате во тие моменти кога болката е неиздржливо силна, каменот е заглавен некаде во каналот, пациентот да почне да скока за да се симне подолу. Се препорача да се движи, Да, но се симнува пациентот по скали, да, како да и да е, скока по он скали. се движи зашто мисли дека со секое движење ќе направи некое минимизирање на самата болка. Буквално бара начин како тоа да се нели да се смири. Се движат, некогаш и подскокнуваат самите за да се смири болката. Некогаш има ефект, некогаш нема ефект, некогаш па и самиот потрес допринесува уште повеќе да се интензивира болката. Се е тоа индивидуален пристап. Да, советите од наша страна се секогаш или добродојдени, пите многу течности, пите движете се и се останато, ама во еден да речам аспект на некоја минимална нели болка, минимално камче кој што знаеме дека можеби спонтано ќе излезе. Ама во случај каде што го гледаме, каде што имаме дилатација на пиелонот, односно на делот од бубрегот, на чашката од бубрегот, каде што имаме изразита задршка на урина, тоа е веќе нешто каде што не можеме да кажеме пациентот земи скок. Нема да може, нема да дека не може, може. така, нема обично лежат и не може да се поместат. Ќе ги вклучиме и гледачите во денешната Телма амбуланта. Почитувани од овој момент емисијата е контактна. Доктор Елена Бабаљ-Бансколиева, субспецијалист по нефрологија, е гостинка во студиото на Телма. Таа ќе даде појаснување на сето она што ве интересира, а е поврзано со бубрежната болка. Продолжуваме понатаму со уште една состојба која што е исто така исклучително честа, а тоа се бубрежните инфекции. Како изгледа пак болката доколку имаме некаква уринарна инфекција која што се пренела на бубрезите? Тој тип на болка е малце поразличен, затоа што пациентите имаат чувство буквално како нешто да им гори. Значи така ја опишуваат, како да ми гори бубрегот, така кажуваат. И при самиот акт на уринирање ја осекаат таа како жаречка болка, која што ја опишуваат. Тука имаат изразито фреквентно мокрење. И единствениот момент кој што ја разликува целата оваа ситуација од бубрежна болка со бубрежна инфекција е појавата на висока фебрилна температура. Значи пациентот има температура, има треска, има малаксаност, општа една слабост на организмот. Болката како таква перзистира, дали е еднострана или двострана, најчесто е еднострана. Осетливоста на таа страна од бубрегот е исто така присутна, баш во тој квадрант, како што кажав, од долното ребро до почетокот на карлицата, е болка која што оние опишуваат и често пати веќе знаеме, кога ќе ни кажат дека имаат и температура, веќе тука не ни помислуваме дека можеби е камче, да може да биде камче, па на камчето не да се надополнила уринарна инфекција, па уринарната инфекција да направила воспаление, односно пиелонефрит на самиот бубрег, тогаш да, ама тоа е веќе еден подолг процес, да го речем, на настанување. Значи, јачината на болката не е толку интензивна како кога се работи за камен во бубрегот, но од друга страна не е наивна. Да, не е наивна, не со јак интензитете, али не е од тој тип таква пулсирачка, значи друга е општата состојба на самиот пациент. Да. Ако ваму имаме пациент кој што се грчи и има болка и не знае што да прави, овдека он има болка, ама има еден друг аспект на лицето, значи веќе имаме едно бледило, имаме една испотеност, имаме една температура, значи има разлика различни симптоми во однос на целиот тој момент. Ќе ги вклучиме гледачите, да ги слушнеме нивните прашања. Добар ден за првиот гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Повелете. Голем поздрав до водителката и до докторката. Благодарам. Секој ден следам емисијата, прекрасни сте. Баш ми е драго. Имаме од вас. Вака ме интересира за мокрачните канали и песок во бубрегот. Па пред многу поодамначка искараа песок од бубрегот и сега од тогаш наваму песок имам уште при снимање на ехо, а тапа болка имам доле сниско на како на бешиката. Аха, ја чувствувате долу болката. Да се уред, а тапа болка имам нон-стоп и при мокрење ме пече на мокрењето.
Постојано чувствувате Може течка. докторката да ме објасни нешто што може да биде тоа. Ви благодарам за вклучувањето во програма, повелете докторке. Вака сега, значи, јас морам да кажам да разбијам една заблуда. Песокот ние не можеме да го видиме на Аха, на ехо не се гледа? Па не се гледа, тоа е толку нешто ситно малецко кое што буквално не се детектира како такво. Нешто што би го класифицирале, да речеме, како дека ни проектира нас на ултразвук, е можеби некоја си поголема, да речем, колекција на песок која што имитира таков момент на бубрегот, ама песокот како песо зрноче, тоа е апсолутно дека не може да се забележи. Најчесто при правењето на анализата, уринарната анализа, значи урина со седимент кога се испитува, тогаш ги приметуваме тие елементи кои што можеме да кажеме дека да, пациентот можеби има, ако не гледаме, ако не гледаме дека имаме нели видлив калкул, односно видлив камен во бубрегот, тогаш можеме да кажеме дека вие нели како пациент можеби имате некаков песок кој што тој песок утреден, доколку нема соодветна хидратација, односно одредено количество на вода дневно, може да настане, нели, да се формира јадро, да се направи таа хиперконцентрација, односно хиперсатурација на самото тоа, на таа подлога, да ја наречам, и да формира утреден камче. Значи на тој начин можеме да кажеме. И затоа и претпоставувам и дека и колегите кога кажуваат се потпираат често пати на тој лабораториски момент дека да, можеби имате или имате со сигурност со песок. И често пати пациентите кои што ако имаат на пример такви песочни формати, ја приметуваат и бојата на урината е малце како поматна и е баш како кречава на некој начин, така некои примеси имаат кои што ги гледаат некогаш и со голо око, особено на пример кај пациенти, ќе го напомена моментот кај што се ставени на одредена терапија која што има за цел да го рони постоечкиот камен таму, и бар тие опишуваат тогаш урината дека е баш таква како заматена, како да речам земја, да не бидам погрешно сватена, ама дека има како примеси од некоја си друга материја која што не е нели нормално да се излачува од човечкото тело. Може да создаде сетова болки во бешиката или пак се работи за циститис? Не, тоа сакам да го напоменам дека да, болката како болка ќе биде присутна пошто тоа е сепак на некој начин страно тело кое што мора да се елиминира нели од човечкото тело. Но во друг аспект тука јас би напоменала и би ја советувала гледачката да си направи една уринокултура, затоа што можеби се работи веќе за накалемена бактериска инфекција, која што би ги правила сите овие дизурични тегоби. Односно би ги правила сите тие чести мокрења, печење при мокрење, дали на почетокот или на крајот од самиот акт. Така да што кај жените на одредена возраст се случува, да, особено докога жената е во менопауза, значи тој момент е доста потенциран, така да се исклучи првин тој сегмент, па после тоа да се пристапи кон што и да е, но никако да не се земат антибиотици на своја рака без да се потврди дека има присуство на причинител или не. А во меѓувреме може се зема да речеме чај, брусници или увин чај? Да, увин чај и брусница можат да се земат, да не се мешаат секако. Да не се мешаат. Имавме една цела емисија за тоа, никако не смееле да се помеша, дури пауза помеѓу брусници и увин чај, најмалку 7 дена. Да, никако не треба да се мешаат, тоа е точно, и конзумацијата на пример на увин чај е до 1 литар дневно, брусницата може да се пие во поголеми. Значи со тоа не треба да се претера. Да не се претера, увин чај не, повеќе од 4 чаши од 250 милилитри не треба да се конзумираат и да се едноставно да се хидрира, едноставна вода. Тука, например, ја препорачуваме сега водата која што има високо pH, значи дали е тоа пролом вода, дали е маја, дали е има не знам и други води кои што се со високо pH, баш кај пациенти, мислам бар и јас доста редовно ја давам и проломот и мајата, заради моментот високата pH, за да го оневозможим процесот на сатурација, тоа што ви реков, хиперсатурација и формирање на камчиња или песочни формации, така да ги наречеме кај пациентите. Имаме доста гледачи кои што очекуваат да се вклучат во денешната емисија. Добар ден за следниот од нив. Добар ден. Ало. Повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до Телма телевизија. Ви благодарам. Ја поздравувам докторката. Благодарам. И сакам едно прашање. Пред 2 месеци бев на ехо за снимање и тамо ми утврдија
камен на бубрегот, само не се сеќам колку беше големина. Имам болки повремени, болки се јавуваат, а почесто и при мокрење се јавуваат големи болки. А плюс сум ја и шеќераш. Так. Ја би ја замолил докторката некои совети, Така. нешто А на која превентивно возраст да е? ми објасни. На која возраст е? Така, не, се исклучи гледачот, ви благодарам за вклучувањето во програма. Што советувате во една ваква ситуација? Значи, пред се, многу е битна големината на каменот, доколку е тоа над 2 сантиметри, а таквите камења не ни можат да тргнат по патот. Да, значи што тие се пристапало кон друг тип на интервентни методи за да се елиминира. А во сите други случаи, доколку камчето е помало, значи тоа може и да се придвижува, нели, зависно во каде е неговата локација, обично дали е во чашките, дали иде према самото каналче, само према каналниот систем, према уретерите. Така. Се зависи каде е лоцирано. Тоа може да трае се додека не го изфрли пациентот каменот, а може би и исто пак ќе биде случај дека е повторно накалемена и некоја друга ситуација, значи односно да има бактериска инфекција, каде што први тој момент треба да се исклучи. Так. За да се знае што всушност се лекува. Доколку се лекува каменот, се дава има одредени типови на терапија према и составот на каменот, значи зависно од која природа е самиот камен. Ако е каменот нели калциумски, ако е оксалатен, ако е по состав, има терапија која што може да дојде до сронување. Нека и сите камени се разбира, ако е тој малтене, што викаме ние како мермер, па ништо не го рони, не може ни да го строни. Доколку по каменот е, например, од моментот на струватен, така наречен, че тоа се од бактериска природа камења, тие буквално ништо не може да ги уништи, затоа што при секое одлепување на делот од камчето, пример како слојчиња кои што ги има, носи со себе одредени бактерии и предизвикува нова уринарна, односно цело време прави реинфекции. Значи тука има многу сегменти. Дали пациентот ќе треба да биде поставена, ако е зависно типот на каменот, на терапија, нели, антибиотска. Дали треба да се постави на терапија кои што се релаксанти, односно алфа-адренергични блокатори или спазмолитици, значи се има свое од локацијата. Така, се зависи, да, возраста, можеби доколку пациентот има и простатна хиперплазија, па тука да се комбинира лекот, па да има подолго благородно дејство во смисла бенефит од бенефит, должината на траењето на терапијата со тој лек, пошто и едното и другото може да го регулира. Проблем ли е ако пациентот, да речеме, имаш покачен шеќер во крвта? Ако се јават вакви силни, неиздржливи болки, дали самата болка може дополнително да го покачи шеќерот во крвта? Да, во секој случај има пациенти кои што при болка ја качуваат гликемијата, а има и тука еден друг момент кај пациентите, пошто гликемијата, односно шеќерот се излачува преку урината, тоа представува огромна подлога за бактерии. Најчесто и пациентите кои што се диабетичари имаат доста чести уринарни инфекции. Така, значи гледачот што се јави ќе треба да направи дополнителни испитувања. Затоа реков, значи има многу аспекти кои што треба да се направат. Не е само дека се гледа камен во бубрегот и тука завршува целата приказка. Да го вклучиме следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав за емисијата. Ви благодарам. Секој працам. Драго ми е. Имам едно прашање за докторката. Јас сум на возраст од 76 години. Така. Прошлата година ме снимаа на првиот ми доплас на повредите и кажаа ми дека имам намалена функција на бубрезите. Десен бубрег 83,44 запирка 5,8 6 милиметри. Левиот бубрег 89,9 46,6 10,7 милиметри. Меѓутоа, истата снимка ми беше и прошлата година, со истите резултати. Значи нема промена, ако ве разбрав? Нема промена. Така, добро. Немам ништо, мислам да никакви симптоми немате. Така? Пием доволно вода, сега по 2 литри. Докторката ќе ја замолам само да ми каже што треба да јадам. Некои ми викат не јади
И малку ми се покачени протеините околу до 8. Така. Дали сте Креатинином ми диабетичар? дојде до 101. Така, дали сте диабетичар? Од тогаш ставав диабетичар, не бев до тогаш. Добро. Пред една година. Така, Само ви- ќе ја замолам докторката да ми Еве, каже еден што совет сега треба да ќе ви јадам. даде, секако. Ништо не ми дават, не мрсно, не солено, не ова, не ова. Значи имате рестрикција во исхраната. Ви благодарам за вклучувањето. Треба ли да Фала се напред. Ви благодарам за вклучувањето. Дали треба посебен режим на исхрана кај овие пациенти? Претпоставам дека не претпоставам, туку сигурно знам дека станува збор за хронична бубрежна инсуфициенција веќе. Тука нема болка. Да, тука Тука нема болка Тука во нема бубрегот. болка точно. По тоа што веќе бубрезите ја менуваат својата структура и големина, значи веќе тие се намалуваат. Со тоа се намалува и самата бубрежна функција на, нели, целосната бубрежна функција. И претпоставувам исто дека подобените резултати, нели, присуството на протеините веќе е одредена, дека пациентката има одреден стадиум на бубрежна зафатеност. Тоа се, нели, тие стадиуми на хронична бубрежна инсуфициенција од 1 до 5. Претпоставувам дека од прилика тоа тука некаде би било кај 3 стадиум или можеби веќе 3 Б на кај 4. Заради тоа што кај тие пациенти тогаш им кажуваме дека треба да внимаваат во исхраната. Што тоа значи? Тоа значи дека првен треба да пристапат кон еден хигиено-диететски режим, кој што нималку не е лесен за пациентите. Особено пак ако и се диабетичари, поради тоа што од една страна со диабетот имаат една рестрикција на храната, од друга страна дополнителна рестрикција која што некако се контра на некој начин. И ние кажуваме на овие пациенти дека пред се солот треба да се редуцира во исхраната и треба да се редуцира протеинскиот внес. Тоа значи дека во зависност од кој стадиум, нели, правиме мове, дали е 3 или 4, обично се движи од 0,6 грами на килограм телесна тежина до 0,8 грами на килограм телесна тежина, протеински внес во текот на денот. Што искрено кај постарите луѓе е многу тешко тоа да им го објасните, затоа што се треба да му кажете дека треба денеска да изеде пример само едно јајце и ништо повеќе. Или дека треба да изеде пола парче месо или едно стекче и ништо повеќе. Затоа што секој дополнителен протеински внес, дали е тоа млеко и млечни производи, дали е тоа месо и месни производи, дали е тоа јајца, дали е мешункасти, нели, граф, леќа, сите тие се протеини, мада во овој случај повеќе ги препорачуваме растителните протеини да се внесуваат за разлика од животинските. Пациентот му е тоа многу тешко, нели, како треба да изгледа од една страна, а од друга страна вамо за диабетот му кажува дека не сме да јаде компир, не сме да јаде ориз, не сме да јаде, нели, јаглен хидрати, каде што треба стварно да се направи еден балансиран внес на нештата за да не дојде до дополнително оптеретување на бубрежната функција. Доколку се воспостави тој правилен внес со правилна хидратација, апсолутно пациентите немаат никаков проблем. Се контролираат од прилика некаде на 6 месеци, некогаш и годишно, зависно, нели, за кој стадиум правиме муабет и колкава е таа протеинурија, односно губитокот на протеини од телото. Ама сега пеќе не изимаме и губиток на протеини, па и од друга страна не знаете кој пристап да го фатите. Значи не може пациентот и да ги губи протеините, а и од друга страна и да не ги внесува. Значи буквално треба да се најде избалансиран начин на внесување на храна, сепак да се задоволи од една страна протеинскиот внес, а од друга страна да не биде многу оптеретено. Во секој случај јас би ги препорачала повеќе растителните протеини во однос на анималните. Ќе го вклучиме следниот гледач. Добар ден. Ало? Ве слушаме во програмата и го очекуваме вашето прашање. Добар ден. Добар ден, поздрав до докторката и до водителката. Благодарам. Едно прашање. Пред 2 години на ехо ми открија камен во десниот бубрек со големина од 5 милиметри. Немам никакви симптоми, никакви проблеми, меѓутоа загрижена сум, не сум била на контрола дали е пораснат, дали е не. И што мисли докторката за употреба на маслинов зејтин со лимон? Некој ми препорачува да пијам за да се исфрли каменот или тинтура од темјан. А многу малку пијам течности, може би тоа е причината за каменот. Така, ви благодарам за прашањето. Поставивте неколку интересни подпрашања, ви благодарам за тоа, повелете докторка. Ова се исклучително чести прашања. Многу чести прашања, затоа што сега од еден аспект, дали ние како лекари го предпочитаме
затоа што сме учели начинот на кој што треба да пристапиме, дали е медикаментозен или во смисла конзервативен или да се лечи на тој начин. А од друга страна имаме пациенти кои што доаѓаат со алтернативна медицина, односно користење на одредени тинктури, чаеви, што ги прават. Редовно го вклучен со темјанот редовно во целата таа процедура, каде што јас искрено можам да кажам и дека сум видела дека има ронење на каменот, има исчезнување на каменот. Не можам да кажам дека тоа е прифатливо за нас како лекари, пошто ние застапуваме една друга доктрина, но пациентите доста често го користат, барајќи чаре, како тоа да се среди. Велат, може да настрадаат зъбите, може да настрадаат коските. Точно, многу треба да се внимава. Пред се тоа треба да биде проверено нешто, од колку каква доза се дава. Мислам, ние немаме никаков увид на нешто. Дури пациентот кој ќе дојде и ќе ме праша, докторке, што мислите дали да отидам кај особа, кај личност X, нели? Јас не можам да го кажам да одат. Значи, тоа е сепак одлука на самиот пациент, доколку смета дека терапијата која што ние не му ја даваме, не е доволна и не му прави бенефит од истото. Но често пати знам и да ги советувам пациентите да им кажам дека доколку каменот е голем, 5 милиметри е голем? Претпоставам дека тоа е 0,5. Односно 0,5 сантиметри, како ќе му дојде. Да, значи половина сантиметар. Полова сантиметар. Може ли тоа да се измокри? Тој може да тргне, тој може да тргне и може да се измокри спонтано, значи. И често сакам да кажам дека често пати на пациентите им велам дека јас не можам да го поддржам тој момент, доколку тие инсистираат на истото, тоа е веќе на нивна одлука, нивни ризик. И големината на каменот, значи треба многу да се свесни за истото, дека ако се напијат било каков таков тип на некоја се тинктура која што предизвикува болки, а каменот не може каде да оди, само ќе направат поголема белја. Значи опасно доколку голем камен тргне. Многу јасно. Значи тој први не може да тргне, ама ако тој има некој ефект на ронење, нешто да направи, ќе направи поголема белја. Значи ќе направи одредени зачепувања, ќе направи застој. Така да многу внимателно со таквите препораки кај пациентите. Например, јас во мојата секојдневна пракса, како нешто да го речеме такво што се дава е маслото од орегано. Значи кај уринарните инфекции, особено инфекциите со Ешерихија коли. Нешто алтернативно да речеме што допринесува чајот. Па и да туку винјо чајот од брусница, деманозата, сето тоа што медицински е некако поприфатливо докажано за нас. И со студии е проверено, така. Се знаат дозите во кои што треба да се прими. Али се друго, темјан и овакво, тоа искрено се оградувам од истото за да го споделам дека е исправно. Ајде ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас. Сакам едно прашање до докторката. Така. Пред 8 години од прилика исфрлив, тоест не го исфрлив, само до бешика да спуштам голем камен, пошто препорача да лазерски да се искрешени или за да се отстрани, беше стигна се над 2 сантима каменот. 6 месеци го спуштав од бубрек, така да беше прилично макотрпно. Така. Од тогаш навака ми се случило неколку пати и песок и каменчиња мали да исфрлам, така да тоа не е проблем. Ме интересира само дали постои веројатност толкав камен да се повтори, дали е повторлива состојба. Така, го разбирам вашиот страв. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Така, бидејќи јас сум минала низ такви епизоди, за жал, па има ли шанса да се повтори? Има шанси, многу големи шанси да се повтори и често пати кај ваквите пациенти, кои што веќе имаме неколку епизоди и се појавуваат, нели ќе ги измократ, па после известен период се повторуваат, ние препорачуваме да се направи, ние се така го викаме кај нас, литопрофил, чисто да се види што пациентот внесува во неговото секојдневие, во некои 24 часа. Како го правите тој профил? Како се прави литопрофил? Да, ние си го викаме кај нас е литопрофил, иначе мислам и во свет познате како такво нешто, тоа е всушност определување на составот на каменот. Има два типа на определување. Мора да се исфрли каменот за да се направи составот? Тоа сакам да кажам, дека има два типа. Едниот тип е доколку каменот се исфрли, па се издроби, па на тој начин биохемиски се обработува и се определува составот на каменот. А ова што ние го правиме е всушност собирање на 24 часовна урина во посебни канистри кои што се за таа намена, со посебни стабилизатори кои што се ставаат внатре и се определува што всушност пациентот
односно во него. При тоа се дава совет пациентот да јаде или да функционира нормално. За да можеме ние да го видиме исходот од истото, односно што поминува низ неговите бубрези, буквално што све се јаде, што е тоа што он го излачува. И најчесто добиваме многу интересни податоци и го детектираме составот на самиот камен. Или доколку и каменот е присутен таму, можеме веќе да знаеме за што станува збор. Или пак како состојба која што некогаш е одредена пореметување на пехата на самата урина, може да доведе до одредена состојба и таложење на одредени структури од типот во исхраната што се внесува. И тогаш даваме еден диетален план кој што им кажуваме на пациентите што треба да исфрлат, а што треба да внесуваат во својот тип на исхрана. И доколку имаме веќе да речам и присутен камен, може, како што напоменав на почетокот, одредени камења имаат можност да се ронат и може да се даде соодветна терапија. Така да може да се превенира со начинот на што пациентот внесува во исхраната. Доколку не станува збор за некој генетско пореметување. Значи, каде што имаме генетски предиспозиции, односно состојби, или пак состојби кои што се поврзани како секундарна појава, значи состојби, например, на хиперпаратироидизам или одредени состојби кои што може да рефлектираат со изразити такви таложења на калиум, на калциум, односно формирање на тој тип на калкули. Доктор Кено, ако каменот има на себе залепено се и се што, тогаш може ли со исхраната нешто се превенира или едноставно само течност ќе не може да биде се и се што, затоа што калциум, фосфати, да, ама оксалати, не може сето тоа да биде комбинирано, или ќе биде калциум оксалат, или ќе биде калциум фосфат, значи не може да биде калциум фосфат и оксалат. Значи не може. Значи не може толку сложено. Не може да биде толку сложено. Буквално ќе биде баш така дефиниран. Значи да знаеме за што станува збор, доколку се струвитните, тие се многу тешки, ви објаснив заради тоа што се може да биде цистински, значи имаме неколку форми каде што тоа може да се определи. Денеска зборувавме за болката во бубрезите и има уште неколку состојби кои што може да доведат до болка, цистата во бубрезите. Каква болка ќе манифестира? Ќе има ли болни сензации? Да, ќе има болни сензации, некогаш сега пак тука мора да направиме една мало разграничување. Доколку е симплекс циста, односно една циста, пред се ќе зависи од големината. Значи големината ја диктира и болката. Некогаш тие цистите знаат да бидат мали по големина и така и да стојат или да презистираат, но некогаш со низ годините они знаат и да растат и да добиваат една поголема округлеста формација која што притиска на околните структури. И тогаш и пациентите почнуваат да ја осеќаат. Значи како една потапа длабока болка и ја кажуваат цело време дека е на таа страна. И таа трае во континуитет. Значи таа е подолг временски период. Не е нешто што исчезнува како на пример кај калкулите. Се исфрла, исчезнува и нема ништо. Таа трае. Друг интензитет на болка ќе даде доколку цистата се воспали. Значи, па тука ќе се јават и друг одредени тип на симптоми. Значи, ќе се јави и тука фебрилност, ќе се јави појак интензитет на болката. Како и да е, доколку постои пациентот или има сознание или пак е ново откриена, треба да се следи барем еднашка годишно за да се види колку таа расте, зашто обично тие растат во просек околу 1 сантим годишно. Треба да се види дали таа се септира внатре, односно дали се поделува, што има многу големо дијагностичко значење за понатака, што ја разликува од бенигна со малигна формација, затоа што сето тоа веќе зазема еден друг тек на нештата и други дијагностички процедури. А малигните промени на бубрегот ќе дадат болка? Ракот на бубрегот вела дека е ретки генетска состојба, но дали може да даде болка? На почетокот не дава болка никаков. Пациентот не е ни свесен. Искрено дека има дека нешто се случува со бубрегот. Најчесто тоа е веќе во поодминат период кога се рефлектира болката, кога веќе ќе се појави и хематуријата, значи ќе се појави крв во урината, ќе се појави болка која што е исто долга трајна, значи не поминува. Буквално и да се напие пациентот аналгетик нема да помине. Таа е болка која што е со интензитет не е многу јака, ама е присутна. Значи буквално пациентот е свесен за истата и доста често тие се откриваат на рутински прегледи. Мислам, ако не се појават симптомите.
ги откриваат во рана фаза ако нешто се види, а се друго е веќе кога ќе се појави одредена симптоматологија. Доктор, ке ви благодарам многу за вашето денешно гостување, за сите убави појаснувања на нашите, но и на бројните прашања од гледачите. Ви благодарам. Почитувани доктор Елена Бабаљ-Бансколиева, субспецијалист по нефрологија од специјалната болница по нефрологија и диагностика Димет Медикал, беше гостинка во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте, ви посакувам пријатен ден.